Стотина вработени во РЕК Битола побарале помош на инфективното оделение во Битолската клиничка болница, поради сомневање за труење со храна. Речиси сите од нив се пожалиле на стомачни тегоби и повраќање. А по алармот до надлежните институции, инспекцијските тимови од Агенцијата за храна и ветеринарство и од ДСЗ ја затворија главната кујна во комбинатот. За сега не се знае дали сомнежот за алиментарна интоксикација од ручекот во вторникот или некој друг оброк. Да, имаме до сега околу 150 пријавени кои побарале лекарска помош од вчера до сега вкупниот број. Од нив 50 до 60 се задржани за дневна болница кој прима секојдневна терапија, а еден е лежески пациент на интерно одделение. Лекарите не ја исклучуваат можноста да се јават и други случаи. Инспекцијските тимови на АХВ и Државниот санитарен и здравствен инспекторат земале брисеви од работни површини, вработени и примероци од храна. Во централната кујна од ДСЗ вела дека затекнале недостатоци во однос на одржување на хигиената. Под елементите во делот на готвење има остатоци од масни наслаги, во делот за обработка на месо пластичните даски се со оштетена површина, во фиоките за чување на инвентар има нечистотии, миксерот за месо кој по изјава на присутниот шеф не се користи е со засушени остатоци од храна и во делот за миење на приборот одводот од мијалникот не функционира поради што е спроведена цевка под подната решетка и има прашина на бољерите за топла вода. Поголемиот број на работници кои побарале лекарска помош се огласи обвинителството. Во однос на сомненијата за труење со храна во РЕК Битола, основното јавно обвинителство Битола е известено и ги координира действијата за целосно испитување на настанот. Со соопштение излегува и од Електрани Македонија, според кои на преглед се јавиле 81 лице, биле со лесна клиничка слика и сите биле на домашно лекување. Ова укажува дека состојбата е под контрола и се третира со соодветна сериозност. Дополнително, важно е да се напомене дека истата храна ја консумирале и вработените во делот Термо на РЕК Битола, каде што не се пријавени никакви симптоми, се вели во соопштението. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека инспекцијската постапка продолжува. Сања Димитровска, Сител телевизија.